Еве самите гледате дека се координираме на дневна основа и на централно и на регионално ниво, заедно и со локалната самоуправа. Практички силно ќе кажа сите мерки и активности кои ги преземаме е исполнување на овој хуманитарен аспект на нашите активности, односно хуманитарен пристап во третирањето на мигрантите. Се разбира дека загриженоста беше очигледна кај местното население и оправдана, бидејќи еден огромен број на мигранти неконтролирано беа пропуштени од страна на грчка територија во Република Македонија. Нашата интенција, кажав јас и синоќа во изјава, не е херметички да ја затвориме границата, туку да обезбедиме еден соодветен трансфер на мигрантите согласно капацитетите за соодветно згрижување, односно за соодветен хуманитарен аспект во нивното третирање. Така да сега во тој контекст би посочил дека ова е практично локација државна на која ќе развиеме инфраструктура и капацитети за регистрација и за трансфер на мигрантите од тука. На тој начин ќе постигнеме побрзо и посоодветно прифаќање или посоодветно третирање на мигрантите, посоодветна регистрација, побрза регистрација и побрз трансфер. Со тоа обезбедуваме и местното население да не биде веќе загрижено, односно да не се реперкуираат последиците од бројот на мигранти во градот Гевгелија, така да се надевам заедно со невладините организации УНХЦР и останатите ќе можеме на поефективен начин да ги менаџираме проблемите кои произлегуваат од овој миграцијски бран. Се разбира основно и суштинско во ефектите од овие наши активности кои ги планираме од сега ќе биде комуникација и координација на оперативно ниво со грчките власти. Вчера имавме една средба на граничниот преме Богородица, денеска планираме по наша иницијатива да има уште една средба, така да очигледно неопходно е не фрагментарен пристап, туку координиран пристап на регионално и на европско ниво. Сите знаете дека Европска унија нема конзистентно решение за справување со ова, би кажал, хуманитарна катастрофа. Нашите напори тука што ги вложуваме се ублажување на тоа, но сепак знаете дека ние сме 2 милиона народ, нашите капацитети се ограничени и од тие причини е прогласен кризен регион, за да можеме на по-редуциран и поефективен начин и да ги прифаќаме и да ги трансферираме овие мигранти. Се обидовме на почетокот да обезбедиме соодветен третман, односно прифаќање првично на оние ранливи категории жени и деца, меѓутоа очигледно немавме кооперација, не наидовме на кооперативност од мигрантите, јас ги разбирам. Веројатно поминале многу додека дошле до тука и на тој начин се создаде и гужва на граничниот камен 59 каде што беа застанати и тоа беше веројатно и причината да ја нападнат полицијата со камења. Господин министр, може само кратко за германску телевизија. Je li vanredno stanje na granici završeno i šta dalje, ima li saradnje sa Evropskom unijom na rešavanju ovog problema? Па јас не би сакал да преюдицираме или да преюдицирате вие со воредна состојба, не се работи за воредна состојба, се работи за прогласување на кризно подрачје. Сосема е регионално лимитирано тоа и тоа претпоставува организација на централно и на локално ниво и координација на локално ниво во регионот, во подрачјето каде што има наплив на мигранти. Тоа е суштината. Razumem, a danas deluje da je bliže rešenju problema, da kažem. Imate li saradnju, pomoć od Evropske unije? Šta je potrebno da se još uradi da bi se ovaj problem ublažio? Јас ќе ве демонтирам, нема никакво решение на проблемот и не се назира решение на проблемот. Светски е проблемот, нити е македонски, нити е грчки, нити е регионален, европски, светски. Така да треба и меѓународна реакција. A Evropska unija pomaže? До сега немаме конкретна помош.